Се ближи крајот на сезоните низ фудбалска Европа. Има пуште само неколку надпревари и плюс финалето во Лига Шампиони. Интер. Веќе се спремаме за финалето. Ама да се вратиме на викендов. Нема некој директен дуел за титула, нема некој големо дерби, ама нека го извоив 4 надпревари кои што мислам дека се најпривлечни. Одиме сабота Бајер Мюнхен Лајпциг, недела Манчестер Сити Челси, Наполи Интер и Спортинг Лисабон Бенфик. Има уште неколку интересни дуели, ама ја ќе се задржам на овие. Да видиме зошто. Почнуваме со дербито на Германија. Бајер Мюнхен Лајпциг. Прв со трет. Бајер Мюнхен за титула, Лајпциг за Лига Шампиони. Двете екипи мораат да слават, а ова особено важи за баварците. Имаат еден бод повеќе од Борусија Дортмунд на табелата, а имаат уште два надпревари до крајот. Кик сега може да значи и чао за шампионската титула. Лајпциг изгледа сигурно на третото место, но им треба уште барем еден бод за да бидат уште посигурни. Лајпциг влезе во одлична форма на крајот од сезоната и има 4 победи поред и обезбеди финале во германскиот куп. На крај, оваа сезона испадна и добра за нив. Ќе биде интересно, но очекувам победа на Бајер Мюнхен 3-1. Толку од сабота, одиме во недела и тоа од Германија одиме на островот во Англија. Како игра Челси сезона овој не е некој дерби, ама според минјата некако го избрав овој надпревар. Манчестер Сити Челси. Значи вака, Сити нема пораз на 23 надпревари. Челси на последните 23 меча има 5 победи. Тоа е тоа, што да зборам друго. Сити влезе во топ форма во најдобро можно време на крајот од сезоната. Го помина Арсенал на табелата, го декласираше Реал Мадрид со 4-0 во средата и обезбеди финале во Лига на Шампиони, а ќе игри финале во ФА Купот. На чекор до 3 титули. Моце криво ми е за Арсенал, ама сами се криви. Челси, и што да кажам за Челси? Го барат Абрамович сега. 10 надпревари беа без победа пред да тепаат со Бурнемут пред едно коло. И минатото коло пак кикс со Нотингем Форест 2-2. Сега со Сити нема шанси. Чак Сити со втор тим да играќе теп. Очекувам 3-0. Ајде да го видиме дербито во серија А, Наполи Интер. Ќе биде интересно ако Наполи си ја заврши работата веќе. Ова е меч на новиот италијански шампион Наполи со финалистот во Лига на Шампиони Интер. Интер во финале. Победа 2-0 со градскиот ривал Милан и заслужено финале. Сега Сити нека му ја мисли. Страшно ќе биде. Вака сега. Интер има 5 бола повеќе од Милан, кој е на 5-то место на табелата. А борбата е да се заврши во топ 4. Има 3 меча до крајот и треба да се случи чудо за Интер да не обезбеди Лига на Шампиони следна сезона. Освен тоа имаат шанси и преко финалето во Лига на Шампиони ако го освојат. Сега мислам Интер ќе биде задоволен и сабот. Мада формата е страшна, 8 победи поред. Наполи од друга страна веќе се опушти, тоа е нормално. Рано ја освоја титулата и минатото коло киксна со Монца. Ама Спалети им даде шанса на некои фудбалери кои не се изнеиграа сезона. И сега може да има слична слика. Навивачки, викам Интер ќе тепа 1-0. И признавам дека ова е само навивачки. Последен меч, Португалија, Спортинг Лисабон, Бенфик. Дечки, Бенфика со победа ќе освои титулата. Има 4 бода повеќе од Порто на 2 кола до крајот. И ако ја освои титулата кај ривалот Спортинг, тоа ќе биде само уште еден бонус плюс за нив. Спортинг е четврти и заостанува 4 бода од Брага кој е на последното место кој води во Лига на Шампиони. Значи мисијата за нив е речиси невозможна. Не ми се верува дека Брага ќе има пораз и реми на последните 2 меча, па Спортинг со 2 победи да ги помине на табелата. Ама најавуваат борба до крај, па ќе видиме. А борба ќе има и на овој меч, ако може да го следите, не го пропуштете. Мислам дека на крајот има реми, 1-1. И толку за оваа недела. Следете, не има уште многу малце до крајот на сезоната и ќе станува се поинтересно. И спремаме нови тети во BMG Sports. Затоа subscribe. Убав викенд и чао!